под мотото за враќање на македонската амбасада на македонците. Македонци од Швајцарија, организирани преку Македонскиот национален совет, незадоволни од состојбите во македонската амбасада во Берн, каде како што велат, со години веќе не се зборува македонскиот јазик, бидејќи амбасадорот на должност е кадар од албанскиот политички блок. Покренаа петиција со која бараат амбасадата да биде водена од стручни и професионални македонци кои ќе ја представуваат Македонија со чест, достоинство и посветеност. Петицијата се организира како поддршка на писмата испратени до Македонското министерство за надворешни работи со неколку конкретни барања. Иницијативата е потикната од госпоѓа Лилијана Китанова, член на раководството на Организацијата на жени македонки во Швајцарија. Таа поканета, нивното друштво беше покането на еден состанок во амбасадата заедно со неколку друштва. И после тој состанок од неа потекна едно писмо со револт, бидејќи беа незадоволни од, да речеме, третманот на тие луѓе во амбасадата. Исто така не се зборувало на македонски јазик, биле пречекани, да речеме, со некои недостојни постапки како за амбасадори. Таа напиша писмо со револт од името на раководството на Организацијата на жените. Ние како Македонски национален совет се понудивме да дадеме поддршка на тоа писмо и обезбедивме поддршка од околу 20 друштва од Швајцарија, македонски друштва, црковните општини, сите ја поддржаа иницијативата. Напишавме и ние исто наше писмо од името на Македонски национален совет и тоа писмо беше упатено по редовна постапка до министерот за надворешни работи на Македонија. Бараме реакција, да се преземе реакција, бидејќи во последните 8-9 месеци, колку што ние знаеме, нема македонец во македонската амбасада, се зборува само на албански, не може да се добијат на телефон, значи мора да се контактира на мејл и така. Не сме поканети како друштво да присуствуваме на состанок, исклучени сме од активностите на амбасадата и го изразивме нашиот револт во писмото кое што е испратено до Министерството, да се надеваме дека ќе има реакција. Исто така, како придружна активност на писмото, покренавме петиција, која што може да ја потпишат сите граѓани македонци кои живеат во Швајцарија. Може да ја потпишат оваа петиција на големи манифестации кои се организираат во овој период, се организира исто така и преку друштвата. Потпишувањето на петицијата најверојатно до крајот на март. Ќе ги собереме потписите и тие ќе бидат упатени до надлежното министерство. Македонскиот национален совет е формиран и работи на здружување на македонската дијаспора во Швајцарија. Нивните активности во таа насока се бројни, а наскоро најавуваат и трибина со сите македонски друштва и црковни општини во кои членуваат нашите иселеници. На 4 мај, точно во оваа сала овде во Тринген, на истиот состанок веќе ни потврдија присуство околу 18-19 друштва со тие што имаме контактирано досега во организација на Македонскиот национален совет. Го поканивме исто и директорот на Агенцијата за иселеништво од Македонија како надлежна институција, да речеме, за нас иселениците. Со негови соработници изрази и тие интереси, најверојатно ќе бидат присутни, така да очекуваме на тој состанок да се договориме за наша меѓусебна соработка, да се договориме кои ќе бидат следните постапки со оваа иницијатива со петицијата за македонската амбасада, па ќе видиме. Од Македонскиот национален совет се надеваат на позитивна реакција од надлежните институции во Македонија. Воспротивно, не ја исклучуваат можноста за организиран протест пред македонската амбасада во Берн.